Почитувани представници на медиумите. 200 милиони евра не се ништо за нив. Не ги интересира што мислат архитектите, што мисли ЕСНАФ-от, не ги интересира што мислат скопјани, не ги интересира што мислат луѓето што живеат надвор од Скопје, ако што не можат крај со крај да сврзат секој ден. Што е најважно од се, до вчера се колнеа во референдуми, во гласот на народот, дека го слушале народот, а денес се напикани во глувчешки дупки и не може да одговорат на барањата на граѓаните. Во ситуација кога целокупната економија во држава се распаѓа, Груевски си замислил свој парк на стравот и ужасот, на кој ќе потроши цели 200 милиони евра наши пари. Во ситуација кога јаболки старкалаат по улиците, кога млекото се истува по патиштата, кога стечајците, професионалните војници и лозарите и наставниците не можат крај со крај да сврзат. Груевски се разбудил едно утро и си рекол: сакам споменици, сакам кич, сакам барокни фасади, сакам да го поделам народот, да ги провоцирам албанците. Сакам се, само да не ги решавам проблемите на народот. Почитувани, ова забеганост на ВМРО ДПМН мора да заврши. Уште еднаш го повикуваме Груевски, човекот кој што постојано вели дека најважно е мислењето на народот, да распише референдум за Скопје 2014 и да ја слушне суровата вистина за тоа што мислат граѓаните за овој негов монструозен и мегаломански проект. Ако не свика референдум по ова клучно прашање за еднината на Скопје, но и за еднината на нашиот идентитет, тогаш веќе никој нема да му верува дека навистина се грижи за мислењето на народот. Во меѓувреме, СДСМ, трагајќи по други правни основи да го стопреме овој проект, ќе свикаме преку претедничката група итна седница во Собранието на Република Македонија на која ќе се разгледува ова прашање. Благодарам.